СДСМ го злоупотреби моето малолетно дете во својата политичка кампања. Родителите на малолетниот Зоран од Кавадарци ја обвинуваат неговата класна раководителка Весна Богоевска, инаку портпаролка на општинската организација на СДСМ во Велес, дека го натерала нивниот син пред камерите на една телевизија блиска до опозицијата да лаже дека не му даваат храна во Велешкиот училишен интернат. Нашиот соговорник, кој пред камерата на 24 вести не сакаше да го открие својот идентитет, плашејќи се дека ќе биде избркан, раскажува дека оброците во интернатот се неквалитетни и сиромашни. Храната е дефинитивно мала за едно лице. Надвор си трошиме ние дополнителни пари за да успееме да се прехраниме, бидејќи не е доволно тоа во интернат. Не ви стигнува тоа, останувате гладни? Дефинитивно гладни, да. Малолетниот Зоран заедно со своите родители сведочи за притисоците кои му ги правела неговата класна раководителка. Сето започна вака. Отпрвен ми се јави класната моја Весна Богоевска, каде што ме повика да сме се виделе. Јас отидов кај неа пред нејната куќа, се видовме. Ми кажа дека требало да дадам изјава за врска со интернатот. Во врска со кујната дека храната е многу малку, дека не е доволна за едно дете. После тоа јас си кажа дека не сакам да бидам јас тоа дете, да не си земам моја одговорност, да не настрадам јас едноставно. Она ми кажа дека звукот и мојот гласот едноставно и ликот ќе биде замачкано, дека нема ништо да се дознае од тоа. Ми рече дека ќе ме запознава со новинарот Ватко кој што ме снимаше, ќе му дадела број да се видам и со него. Дали храната во интернатот навистина сметаш дека е малку? Не, тоа беше испланирано од класната, за да го кажам јас тоа така. Класната на Зоран денеска се правдаше дека не го злоупотребила малолетникот за политички цели. Оваа лага е конструирана само со единствена цел да се руши мојот углед како партиски функционер на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но и на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сведоштвото на малолетниот Зоран отвора сериозни прашања за тоа докаде е подготвена да оди опозицијата заедно со медиумите кои ги држи под контрола во желбата да добие некој политички поен повеќе, коментираат професори од истото училиште кои инсистираат на анонимност. Велат дека се згрозени од постапката на нивната колешка која наместо да ги учи децата, се обидува преку нив да издействува напредок во својата политичка кариера. Тие апелираат до просветниот инспекторат и Министерството за образование да превземат мерки за да не се повтори професорите своите политички амбиции да ги реализираат преку малолетни деца. Пово станува отворено прашањето какви мерки ќе превземе и адхок телото за медиуми, со оглед на тоа дека станува збор за класична фабрикувана црна кампања во која се вклучени медиумите.